Почувани гледачи, добро вечер. Со мене вечерва во отворено за доктор професор Димитрија Ангелков. Ова име и презиме веројатно ви асоцира на пронајдоци и долго време во кавадаречките медиуми човекот не е етаблиран и затоа се земам јас лично како вина, мада направив една емисија пред неколку години, меѓутоа во пандемијата тој се вклучи активно со своји пронајдоци и освен во областа на медицината, тој во информационата техника исто така е вклучен и во сите други полиња кои што ги знаеме како такви, кои во системот на Македонија функционираат. Меѓутоа, со оваа емисија се надевам дека почнам да ја исправам таа грешка, а во наредниот период ветувам дека со доктор Димитрија Ангелков ќе бидеме повеќе заедно со оглед на тоа што неговото значење како пронологија е огромно, особено во ова време на 21-22 век. Добар ден. Добар ден. Кога ја емитува оваа емисија на телевизија КТВ вечер, на фреквенцијата на rtk.mk може цело време да те гледаат и на YouTube исто така. Кој е Димитрија Ангелков? Димитрија е професор, најпрво инженер, дете се уште кое што мечтае за Вселената и за универзумот и нашите сваќања се тој конус да биде не од со центар од горе, туку да биде од доле, па на кај свемирот. Ние сме во една интересно место се наоѓаме, во еден универзум полн со преку 200 елементарни честички. Не објаснив се уште гравитацијата не ни е откриена, ја чувствуваме, ама ја мериме, ја математички ја предвидуваме, ама не го знаеме поведението и зошто е тоа така да е останува и на нас и на нашите ученици што доаѓаат да го решат тоа како предизвик, да дадат. Ајнштајн се доближил до објаснувањето дека гравитацијата е забрзување и толку. Значи тука сме во еден искривување на дека просторот е еластичен и оттаму се објаснува се. Јас и ова им го кажувам на моите ученици дека се може да се објасни ако просторот се свати дека е еластичен и дека не е празен. Значи ние не сме во празен свет, туку сме нешто полна. Тоа е материја која што вакуумот не е празен, значи не е значи тој постои како вистински материјал и на едноставен начин се објаснуваат сите сили во природата. Не рековте, тоа ви е занимањето, меѓутоа приватно, што се бавите? Приватно се бавам со иновации, имам фирма 6 години и сите мои иновации се комерцијализират преку 340 смарт табли, најефтини во свет, значи сум поевтини од кинескиот производ. За само 12.000 добиваат бела табла 210 на 120 со 12 програми за работа, математика, хемија, физика, цел комплет музичко, ликовно, географија, историја, мајчин јазик македонски, англиски, француски, сите се во комплет и ги добиваат бесплатно и помагам во дигитализацијата на образованието. Јас сум пионерот на дуално образование пред вие го почнавте 5 години, тоа со мојот ментор Уве Грунер од Германија со помош на Гоце Ангелевски од Дрекселмајер и целиот тим таму, Славчо, Драган. Сите ни помагаат и нашата школа е пионер и доби многу награди благодарение на тоа што се осмелиме да го спроведеме германскиот систем кој што не е ништо друго, да појасниме туку 3 дена ученици се доодат во фабрики со професорите, значи на практична работа реална, а 2 дена да бидат во школа. 60% да биде наставата во фирмите, а 40% во школа. Тоа е нашата цел и никон тоа се залагаме и сета енергија трошиме да бидеме рамо до рамо со Германија. Вие сте наставник, односно професор во Киров Панчев, меѓутоа вие имате титула доктор. На која тема положивте доктор? Интернет базирано управување на системи. Значи јас поставив
ја направам системи кои ќе се следат на далечина, например ферментација на вино, следење на ниво на резервоари, на места кај што нема интернет, кај што нема допир, исто следење на производство на електрична енергија, на фотоволтаици, на се е поврзано со GSM мрежите, со оваа нова технологија што доаѓа. Така да сета енергија е давам пример како треба и како треба да се развиваме. Пред да ви кажам или да го прашам или да одговори Ангелков кои се негови пронајдоци, да го прашам кратко и да ми одговори кратко. Знаете ли што е Макинова? Да. Сте чули ли за Макинова? Да, имам многу пати добивано награди на Макинова. Добро. Дали сте примени добро во Македонија со оглед на тоа што сте млад човек, релативно млад човек? Значи, иноваторите не треба да се жалат, го произведив тоа прототипот и никој не сака. Не, вие ќе си отворите фирма, фирмата е без пари, да ја водите, не бара трошкови никакви и одма го комерцијализирате. Значи сега среќа на социјалните мрежи, секоја моја идеја и решение се објавува и одма се јавуваат луѓе да го тоа купат, да го користат. Колку вкупно иновации или пронајдоци стојат за вас? Многу. Јас постојано сум обседнат секој ден да направам нешто ново. Првиот мој изум е заштитата за електричен бојлер, да не добиете струен удар. Значи тоа се решава со еден обичен вентил кој што е нормално отворен и се поврзува директно на самиот греач и кога некој ќе проба да се бања, а бојлерот е уклучен, греачот го блокира, вентилот го блокира дотокот на вода ладна и така физички не може да се избањате и со тоа мора да го исклучите бојлерот за да може да се бањате. Практично го решив без фиц клопка. Фиц клопката е скапа. На брзика да ви кажеме сега, па после може да се држиме некои позначајни. Проверете. Натаму? Понатаму таблата ми е најдрага, за да кажав преку 340. Да, таа е интерактивна бела. Нормална цена да купите табла бела со тие димензии е 7000 денара, а кај мене за 12.000 добивате комплет смарт табла. Како се употребува? Можете овој екран да го направиме да биде смарт табла. И можеме на него да работиме? Да работиме, значи на овој монитор. Сензорот се става таму позади вас лево, јас излегувам со светлосен маркер и како стискам на дугмето, пушта светлина која што ја гледа само сензорот и директно предходна калибрација, значи поставувам 4 точки во чошовите од екранот и мојот програм знае каде е сликата проектирана на екранот. И така го наоѓаме позицијата на курсорот од компјутерското глувче. Значи ја правиме компјутерско глувче. Број 3. Број 3 смарт кантата. Еве денеска за среќа поставиме канта со автоматска селекција на отпад во централната градинка. Малку вака поедноставно да кажете? Таа е, значи фрлате како сакате отпад во неа, она го двое во 4 вреќи, во стакло, пластика, лиминки и хартија. Значи тоа е срцето на машината, е вештачка интелигенција, која што секој програмер мора да си ја изработи сам, затоа што оваа чаша, например, не постои во Германија. Ти мора да ја кажеш на машината дека ова е стакло, исто тоа дека е керамика, дека тоа е пластика, пенкалцето, дека тоа е хартија и го учиме моделот со преку 40.000 слики и он после нашите предмети од нашиот отпад. Тоа значи јас многу пати бев бркан од продавниците кога ги сликав шишињата, зашо сликаш се ти? Да, тие многу не сакат да многу да ама ја викам нешто не правам, го сликам производ, значи го има на веб страна, некои смешни ситуации со продавачите и сега ако му објасниш дека ова го правам јас за паметни канти, како не паметни канти, ќе правиш ти кај го. Значи се Германија отпадот? Да, отпадот го прима кантата и она го шета во 4 вречи, ако е стакло го истура во стакло, ако е пластика. Ова ми се ново за мене, не сум чул. Ова ми инспирира во Келн, бев скоро на сајм за
образование дидакта и таму 4 до 5 пати ја прелажив машината во супермаркетот. Така? А они работат на читач на баркод. Значи ти го вадиш баркодот, го ставаш на стаклена шиша и го прима машината и добивате 25 центи. Да, го припознава кој производ е, толкова Ама по вредно. баркодот. Аха. Кај мене не може да ја прелажи, затоа што она го гледа и обликот, и транспаренцијата, и формата, сето како мало дете кога го учите, ова е пази стаклена чаша, ќе ја скршиш, ти падне, он секојдневно. Многу повеќе сознание има за производот машината. Сега ова го спремаме за нашиот град во соработка со општина Кавадарци. Добре. Александар таму е за видеонадзорот задолжен и правиме за прв пат во Македонија систем кој што ќе го намали времето на чекањето на семафорите. Значи семафорот сам ќе се мести црвено и зелено, Ако има многу возила ќе ги пушти тие, а другите ќе ќе чекат. Тоа сега во Лион на 4 и 5 мај ќе го презентирам прототипот. За прв пат така ќе добие едно меѓународно. Значи 45 секунди утринава чекав на градскиот плоштад. Тоа е семафорот кај Стопанска банка. Значи 45 секунди. Тоа е едно исто и јас се фрустрирам. Ани едно возило не поминуваше во меѓувреме во другата страна. Во таква ситуација вас ќе ви даде да помините, затоа што семафорот е празен, а полицијата си ја брка работа, гледа. Ова било револуционерно откритие и Значи го намалуваме горивото, намалуваме време на чекање, нервозите, загадувањето, спомага на се, а технологијата, верувате, имам јас. Значи во Кавадарци го имаме се што ни е потребно за тоа што кантите се истиот принцип. Овие решенија се дискутират и со моите ученици на школа. Значи сите мои идеи учениците ги знаат, еве сега ми гледат, може да го потврдат дека после во форумите. Ми верувам ја како новинар на Facebook дека ни постојано тоа го дискутираме и како да се подобре и стално ги убедувам дека секој пат може да направите нешто подобро, поевтино, попрактично, покорисно од другите. Фактот што РТК во студиото го има човекот кој е етаблиран во светот, гревота или срамота е ние во како град да не го препознаеме. И добро е, баш ме радува што со локалната самоуправа ќе го пробат како функционира еден од неговите пронајдоци. Број 4 сега сме. Кој е вашиот пронајдок број 4? Најдобар ми е респираторната машина. Да чекам за неа. Таа доби награда во Мароко, замислите надпреварот беше 60 дена. Од цел свет, не е како ние... Јака конкуренција. И конкуренција, значи 2 месеци беше ноември, декември. Таа машина за што е да им кажете на Таа е вистинска респираторна машина. Таа ги содржа за време на ковидот таа беше многу барана. Сите медицински елементи и механички ги содржат врвните квалитети и сертификати за медицинска употреба. Значи јас само практично ги собрав сите делови, ги склопив и ја произведив таа машина и таа машина се штелува многу лесно, нема комплицирани дисплеи, нема безброј копчиња, туку е идеална за кадар кој што прв пат се среќава со респираторна машина. И плюс дури може и за една употреба. Знаеде пациент да се искористи и да се фрли за тоа што цената е екстремно. Но Македонија се употребуваше ли ова машина? Јас многу пати пуштив повик и до јавен, значи потми се само 45.000 евра за во Словенија да се сертифицира. Тие бев во контакт со нив, бев таму. Рекоа донеси го две прототипи уште една машина и за една недела ќе ги добиеш сите дозволи за употреба, за тоа што сите елементи во неа веќе ги имат сите сертификати медицински. Тој документ на крајот е клучен за негова серијска употреба. Да, за употреба. Значи институтот ќе ви даде потврда, ова може да го користите во медицина. И ако веќе амбо маската, значи сите составни елементи веќе има дозвола за употреба. Да, еден од најзначајните компоненти на веќе се користи во медицина, ама вака во склоп да може сама таа да се притиска со компримиран воздух од надворна или од погонот не е на мотор, туку е на компримиран воздух, не може затоа што мора некој институт
да потврди дека тоа така. Колку кошта, колку чини вашата машина, колку таа што треба некоја медицинска установа да ја купи до 500 евра се произведува со сите давачки потврди. Еве 1000 евра. Не, 500 таа е доволна цена и ги имате машината спремна. Дури јас си се борев да најдам да може во амбулантните коли да се стави која пример сообраќајка од место на несреќа до да се однесе, тогаш да не стиска сестрата или докторот со раце и рачно воздух да му дава. Знае колку треба да ќе наместе мојата машина и таа му делува до 60 см воден столб и до 600 мл воздух. Колку што треба? И на крај крајва тоа е едно црево кое што се става во граите и внатре се делува со воздух со некој притисок. Али како тоа го направиле на дисплеј толку комплицирано со такви графици па со овакви опции, се сам не може некој ја да се изолува како ме слуша че реагира така, ама ние имаме проблем, ти немаме време, а кадрот да го едуцирате, да. И тука најголемиот страф е кога ќе види сестрата безброј приклучоци со многу дугмиња се и страф ги фаќа, да ви кажем право. Значи ни треба да направиме едноставен мал кој што ќе го се користе и на него ќе се учиме за да преку него стигнеме до овој скапиот што е 50.000 евра. Број 5, понедак. Број 5 за шахот имам 6 научни труда објавено. Значи доктор станите да мора да има минимум 15-16 труда со импакт фактор да се објавувани во списанија. На шахот ја пола од мојот живот го помина во играње шаховски, тоа име една желба, повик до сите да си имаме еден шаховски клуб. Да направиме клуб кога. Клуб не нешто битно да го имаме, затоа што младите имаме многу паметни деца, ја трошат енергијата на игри кои се насилни, кои што има ги расипуваат очите. Така. Плюс не се друштвени, ни играме сега на компјутер со противници од свет, ама не ги гледаме. Не ги чувствувам, замислено, како вештачки. Друго е да биде физички, па да играме јас и вие. Па ќе си напиеме сокче, па кафе, па ќе си правиме муабет, да, па дури ќе му кажеш и нешто друго. Професор, за ова идеја ви стоиме на располагање. Да, шаховски клуб ми е неопходен, тоа е за мене, да, многу битно. Други пронајдоци што се според вас значајни за јавна презентација? Многу. Значи имаме... Ево отделете вие. Овие сакат да ги кажете бидејќи се познати веќе објавени јавно. Јас имам прашање за вас, на пример, од типот како вие би реагирале сега во оваа енергетска криза? Како би произвеле струја која би била дофатлива и за мене како обичен човек, а не за големите индустријски гиганти? Повеќе пати ја пушта ветерницата на профил или во пост. Таа може да се кажеме една од подрагите. Добро. Таа се прави од делови од обична железара, влевате во железара и ги барате 6 елементи и ја склопувате и замислите правите ветерница 3 метра висока на 70 сантими, која што е безбедна, а не ги убива птиците. Оти не може поставиме ветерница, оти птиците умират. И сега и тоа го решив, јас се одлучив за вертикална урбана ветерница, тоа што не им смета на птиците, со мала ротација 3 до 4 обрата во секунда и не може, ако ја пикнете еве раката, она ќе ја турне назад, пошто е со нема да ви ја повреди и птица не може да влезе, може да влезе па да испадне. Колку струја произведува оваа ветерница? 3 киловати. 3 киловати. Механичка енергија. И сега ако имате генератор што е ефикасен, ќе добиете, да речеме, поголема искористеност. Добро. Јас докажав дека мојата школа е идеална за ветерница. Таму беше поставена на тараса. 3 години работеше без прекин, без некој да ја... Колку струја правеше? 3 киловати? 2 киловати. Директно ја претвараме во топлинска. Што може со 2 киловата ја да направам? Или вие? Се топлите. Значи, гледај што е интересно. Училницата е акумулатор. Така? Учениците не се таму. Од сега, од 2 сата до утре, до 7, таму нема никој. Ти тоа време, ветерницата, целата енергија ја троше
од механичка ја претвара во електрична, од електрична во топлинска и ја грееме просторијата. Значи, ако имаме 24 такви ветерници што коштат 200 евра, со 4800 евра може да го решиме греењето на школата. Значи, не треба нели, треба да се биеме искрени. Еве, јас стално да кажувам примерот на ИГМ. Во ИГМ се произведуваат цели производни линии од наши инженери од сурово железо на професионални CNC машини. И тој пример ни треба да се разбудиме дека се е возможно ако се сака. Значи, ние ги имаме инженерите, имаме машини, имаме работна сила, имаме потреба. Имаме ум, тоа е најбитно. Тоа е најбитната работа. Значи, тоа е, да речеме, ИГМ ни помага многу, зима ученици за практична настава и таму се работи. Слушам дека таму нешто се прави околу производството на електрична енергија во последно време, меѓутоа ќе чуеме, ќе видиме што е важно за образование, ни излибрават за школата први, после тоа беа Дрекселмаер и сега се Фени. И ние сме многу благодарни на тие три гиганти. Тоа се гиганти со 10.000 вкупна работна сила која акумулираат во себе. И тоа е добро. За нас е голем чар. Ангелко, многу ми се бендисува што позитивно се изразувате кон бизнис секторот, дека има разбирање за вас. Што би била иднината на кадрот од ваков тип како вас? Па види, каде се гледате? Бројот на вработени постојано расте. Така е. Без разлика, си иселуваат, не си идат, ама ако ја видите бројката пред 20 години или 30, сега ќе видите континуирано бројот на вработени расте. Тоа значи кавадарци. И потребата кавадарци напредува. Значи ние имаме кавадарци. Ние сме пример како треба. Ама ние не сите му помагаме на стопанството. Значи, на некој начин, да. На некој начин сме вклучени. Сега, еви лозаро, овоштари, производители, и тоа е помош. Пак суровина обезбедуваме. Исто мојот докторат е интернет базирано управување на системи, значи цели винари да се следи процес на ферментација на далечина. Да може да гледат, да ги следат како се претвора шеќерот во алкохол, како се ослободува јаглерод во оксидот, како специфична тежина се менува. И сето тоа е направено со сензори кои што се многу ефтини, точни и може да ги проверите. Сега со ученици се правиме сензор за мерење на телесна температура кој што за прв пат ја изговара температурата. Значи сега е последен производ, доказ дека такво нешто нема. Топломер, ама со говорни, да речеме, кажува 36,5 степени Целзиус. Го зборува за колку време тоа македонски. На македонски го изборува. Значи, таков топломер може да се продава во нашите аптеки и тука не треба некој да чека, некој да му го помине време па да го биде и така натаму. Го прави склопот, и го понесуваш на местото каде што мериш температура. Тоа е дури и вака со стегаче се става под мишка. Добро. И како се менја температурата, да речеме навечер родителот не може да ја истрпе цело време да е буден и ки 2-3 сата се успива, детето крева 39. И тука алармот се уклучува. Звучен аларм. Ти продорен звук во таа нели глува, нели тишина, ќе ги те разбуди и ќе го чуеш. Плюс го зборува на македонски. Ова е за прв пат производ. Ова е нешто ново. Ново кој што нема да го најдете во аптека, речи, дајте ми топломер на што зборува на македонски. На пример, сега да не ставам јас да го гледам, тука си спијам до дете ја гушкам и во на секој 10 минути ќе каже 37,2 степени Целзиус. Ете ви едно нешто што го нема и за прв пат е направено. Може ли нека фармација да го побара да... Ева Алколоид, нашиот најголем директор, Живко Мукетов, може да го поддржава како наш кавадарчанец. Дај Боже, како би ги решиле вишокот на грозје во општина Кавадарци? Многу лесно. Голем проблем имаме. Тоа ја стално го пишував и некои гледам и ваша лајкови го шерува. Што е ова чудо? Еве таква иновација.
една реченица во законот за вино. Тој ќе ја дава суровината, 20% од крајната цена да оди за него. Например, јас сум производител, ти си винарија. Ти ја продаваш смедеревката на крај 100 денара, јас добивам од неја 20. Затоа што јас сум ти тебе партнер, ја ти ја давам суровината. Ти ако направиш смедеревка од 200 денара, супер квалитетно, тоа е на кого благодарение? На мојата суровина. Значи ја ќе добивам 40 денара. И така, еве една социјална иновација. Во една реченица, исто вака може да биде и за било кој друг производ. Значи, секој од тие 20% тогаш земјоделец ќе биде господин човек, нема да биде последниот во хиерархијата, во производство. Значи, тој ќе дава сега суровината како лани што имаме најквалитетно грозје, а БМ со најниска цена. Цена која пред 20 години беше иста. Тоа е една реч, исто така може да се направи и во двонасочните броила. Вратената енергија што сега во нашите фотоволтаици влева во системот да се одзема од потрошената. Само тоа го бараме. Ако сум потрошил 500 киловати, јас сум произведел 200, ја да платам на крај најава на 300. Разбирам. Тоа е една реченица. Зошто е тоа возможно? Затоа што нема никакви загуби. Јас оваа енергија што ја произведам дома, ја троши комшијата. Капирате? Иначе треба да ја купам од, да речеме, од Рекбитол, има загуби, трансформатори, да стигне до кај на себе. Или од Србија, или од Германија, од некоја нуклеарна централа. Ја купувам со загуби, така, по пат. А сега тоа се плаќа, да. Тука ја секој пат ќе бидам по и така ни самите ќе си помогнеме. Нема да има криза ако се смене таа една реченица во законот за енергија. Ние во законите многу тешко интервенираме, особено бидејќи што се реченици така? Да, апсолутно. Законот за вино се прави 100 години и не е сменет. Не е сменет. Ако се држат до 20% од суровината, тогаш нема да има загарантирана цена, нема да има ништо директно, земјоделец си тогаш не би заработиле толку многу. Еве јас имам 100 декара земја и 40 декара шума, ја тие земја што од наследство од дедо ми, сето ќе биде лозија. Така е. Ќе ве стимулира да го правите. Ако тоа се смени. Ја ќе бидам ако лоз. А како размислувате за идејата грозје да се претвори во дестилат и тој дестилат потоа да се користи за многу лесно, значи ако се реше стечајот на повардарија, решен проблем. Треба само простор за складирање на Не, правно е таа. Стечајот на повардарија треба да се реши и готово. Трае многу време. Многу долго. Тоа треба да се скрате поставката на стечај. Професор, имате ли разбирање, бе прашав на почетокот за ова што го работите вие, за иновациите? Има. Постојано се јавуваат луѓе, да речеме некој и скоро ми се јави жена и починал момчето, вика ни стои патентот, а не може да го комерцијализираме. Јас го видов и ги упатив во фирма која може да го, а нив не им текнува. Да речеме, еве, не ни текнува дека во Македонија се произведуваат перки за ветерници. Не сум да. Значи, ние ги гледаме Siemens и овие Vestas, големите компании. И кинезите, например. Да, и кинезите, ама не знаеме дека во Штип, мојот драг колега Чире, со него сработувам и он ги прави од 60 до 120 киловати. Перки по 25 метра. Браво. Долги. Ветерници може да прави голем. Значи, ние ги произведуваме најбитниот дел. Многу важен. Перките. Од нано композити. И тоа функционира и сега он, за жал, ги продава во Италија. Наместо во Македонија. Место Македонија цело да биде со ветерници, ние ги даваме за жал на италијаните. Ете ви пример дека можеме и цела технологија ни е во раците. Освен на ветерници, дали струјата можеме да произведеме на друг начин? Фотоволтаиците, например. Фотоволтаиците многу се често се расширени сега. Таа е скапа инвестиција. Времето е многу долго да се поврате. Да, капиталот? По-лесно е со концентратор. Разбирам. Значи го имаме тоа направено, концентратор тоа е 3 метра на 4 со рамни огледалца, а касечена е машината на CNC на плазма. И се редат огледалцата, се фокусира светлината во еден дел и таму таа топлинска енергија со вода
со подпареа ја движе турбината и се ствара струја. Значи тоа го кажувам затоа што ние немаме технологија да произведеме кристали, да произведеме панели соларни, да не ги купуваме туку, али може да направиме огледала. Да имитираме некој. Да користиме флот стакло, може да ги изсече парчињата и да го направиме концентраторот и ви тоа добивате концентрирана енергија на мала површина и со таа топлина произведувате струја. И тоа е механички систем кој што ние го користиме, ние си го одржаваме. Додека фотоволтаици кои ќе се расипат, тие се фрлат. Навистина. Нема не се поправат. Или пак тој што ги произведуваат вика се мисли нови. Не ги поправат. Не се поправат. Имат век на трајање. Колку е векот на трајање? Па не знам, од 15 до 20 години. И крај. Брат. Плюс треба да се мијат многу, да се чистат, да се одржуваат. Во Македонија каков статус имате вие како пронаоѓачи? Последните надпревари добива често први места и беше прифатено тоа многу. Ги засакаа затоа што они гледа дека ја го правам и го продавам. Не се работи за теорија, него се работи за практична работа. Него, како кажува Илон Маск, покажите му го резултатот. Не му кажувај како, покажи му го резултатот. Уствари такво време е сега. Со деца се смеат, прстен лака метален и го грееш на плин и го ставаш на шишето и после му ставаш ладна вода и он пука тука. И правиш чаша. Викаме дома за сите за вежба, свиткате едно парче вака железо, загреете го на плинското, ставите го на шишето и ви произведите првата чаша у вашиот живот. Од шише, еве начин како да го рециклираш стаклото. Значи да не купуваме чаши, туку сите ученици да еве дома за вежба да го тоа не може да се повредат. Може, не да Боже, да се чепна си изгоре, али тоа не се толку нели да не пазат. Има ли? И претворувате од шише кој што не се употребува за ниш друго, од кој ќе се испие пивото во чаша за пиење вода. Нема ли ивиците да не оштетат кој пие? Интересно е што во тоа шише никој не пие од шише. Дабот треба да го истурите во чаша и замислите чашата е направена од такво шише. Веројатно само формата е. Ова што сме вели, пиете зелено шише. Спомнаме дат, нели може и кој ќе се скаши тој дел горниот? Нема ли да се Не, има со глас папир се малку да се измазни. Ќе го измазни и и нема ников проблем. Имате ли таленти во вашите класи? Луѓе, дечки, млади што сакаат да се занимаваат со работа? Ја ги убедив сите ученици да си купат Arduino кит комплети и со него верувате за 20 евра комплет можат преку 50 вежби да изработат од автоматика, од роботика, електроника, мерења. Тие се идните ако вие воспитате или образувате такви кадри? Да, па јас така станав инженер. Мојот татко ми купи во 4-то одделение електропионир. Тие сега ги нема. Тие беа мали кабели и унатре можеше да направите микрофон, звучник, да направите отпорници, кондензатори и така натаму. Пример телефон произведувате. Има 3 графитни парчиња, двете стоат, едното е врз него и сега кога зборувате тука, ова прави вибрации и од таа страна на електромагнет со лимче и го слушате вашиот глас. Директно учите како работи микрофонот и како работи телефонот. Во тоа време се више телефон и викаш, тато, јас знам телефонот како функционира. Тоа е многу битно. Едно филозофско прашање сакам да ме прашам. До кога човекот ќе пронаоѓа или ќе открива работи кои не ги знае? Иако велиме дека сега сме во век кога технологијата не е многу експлозивно напредува. Како почнаме? Гравитацијата уште не како беше не осознаена работа. Ја чувствуваме, ама не откриваме, не знаеме ништо. Значи се уште не знаеме ништо. За собствената гравитација, не тоа како е на другите планети. Например, контроверзи дека е 95 милиарди светлосни години широк универзумот, а до сега поминале 13,5 милиарди. Че има многу
неясни работи. Да. И поентата на разговор сам да кажем, все още нищо не е откриено. Тоа сакам да ви прашам. И секој пат може да направите нешто по-добро, по-ефтино, по-квалитетно и применливо и плюс ја така и почијам со студентите, значи ќе го понудите на родители, ќе го понудите на братовчеди, на комшии, еве за веб страна. Правиш веб страна, почињаш од роднините. Така. Па од фирми, на татко ти, пријатели, па вие и така ти доаѓаш до таа страна да си земиш пример. Поддршка ви треба и така на. Така, почињете со производство. Наједноставно е да почнете со веб страни. Дали верувате во Теслината теорема дека струјата може да се Да, он веќе ја пренесе. транспортира без жица? Ако е на висока фреквенција може. За честеност и тоа е, па сега ги прават, има такви летала со микро бранови. Значи лета со антени од оздола, го зрачат леталото, да. Енергија. Без енергија. Значи се пренесува. Таа Тесла кажал дека цел свет ќе го осветлам бесплатно и тогаш му ја запалиле лабораторијата. Не му одговара тоа на некој. Кога го прашале колку дека напиши на чекот колку пари сакаш оштета, нели осигурана Америка? Да, апсолутно. Он рекол нема сума што може да го плате ова. Тоа што му јас што е изгорено. Намерно ве провоцирам тука да бидејќи, значи мора се да се комерцијализира, сакам да кажам. Без разлика колку е тоа едно за да се продолжи. Така е. Ако не ја комерцијализираш оваа чаша, нема да направиш по-добра, по-цврста, по-квалитетна, поубава, со по-шари, со поубав, ергономски. Значи ти ќе направите една, ќе кажете ја направив и толку. Ако не го продадете тоа, не може да направите по-добро. Значи ти мора тоа да се комерцијализира. Разбира, може би тоа е неминувен процес. Без тоа и не може и државата да функционира. Така е. Нема да го трошиме енергијата само ако не ни се наплате тоа. Разбирам. Значи мора да си мотивиран и тоа, треба опрема, машини, треба материјали, не се стига така лесно. Првата паметна каната 4 пати ја преправив на 4 пати материјали и кога ја продадив беше комплет како за 4 канти. Човече. Да, нели? Тоа ми е многу драг продадок, не? Тоа е затоа што само 15% од отпадот во Македонија се рециклира и се враќа да се употребува, додека 85% завршува во реки, езера, се пали, се фрла. Во Германија, верува или не, процентот е 50. Значи и Германија го нема решено отпадот. Само кабатот си има дестини телефони кои се расипани, така стои дома. Да. Тоа знаеш колку злато има во него? Колку? Многу. Значи тие ако се земат, се издробат и се потопат со киселина, може да се изваде, тоа да биде рентабилен. Не разбирам. Значи има хемичари во градот, имам мои вако колеги што го прават веќе тоа. Че зимат такви од отпадите, ги дробат во киселина ги. Да, во некои држави се работи. И кај нас го прават, во Кавадарци го има. Тоа сакам да кажам. Не знаем дека во Кавадарци постои тоа. Има хемичари, имаме добри дечки што Ова е добра работа. размислуваат. Знам во Индија, во Азија дека многу се рециклира. Тоа е хемиски процеси, они нели се купуваат на база на киселина, се вади металот и тоа е. Ова нека биде поведна емисија. Пред аудиториумот ќе ни ветите дека на секој нов понедок ќе посветувате малку време. Ние како куќа ќе возможиме да придонесеме барем малку да биде делче од вашето, да ги осознаеме вашите откритија и да го видиме тоа, да го снимаме малце, да видиме како изгледа практично. И така, ви благодарам многу што одвоивте малку време, па сакувам Кавадарци да ве следи. Да, и јас сакам да биде прв најразвиен град после да Скопје биде после нас. Дори и Скопје да го надминеме. Сега ова економско потенцијално е многу високо место. Да, многу не е високо и добро е да е така. И ме радува тоа што имате разбирање во бизнес секторот во општина Кавадарци за вашата работа. Да. Професоре, доктор Ангелков, ви благодарам што ми бевте гости. И мене, поздрав на гледачите и се надевам дека ќе инспирирам некој да заинтересирате. Да работи и никој пат да не се откаже од идеите што ги има. А формирањето на шаков светлук ќе ни биде обрска до ова лето да не биде стварност. Да.
Тоа е исто може да кажеме за крај со Трајче Недев произведиме таков програм. Добро. За прв пат кој што исто го зборува на потезите, значи тоа е за слепите, луѓе што имаат проблеми со видот, кој ќе мрдне он потез, програмот го препознава, а потезот на Вика дека да, му кажува конј од таа позиција на таа мрдне. Он си има визија на тоа, за тоа каде е сега моментално таа фигура на коњот. Иначе ви играете како со човек, значи не гледате и го мрдате потезот, програмот го препознава и кажува кај да мрдате. И тоа сето е на македонски изговорот, снимани се во студио сите потези, сите фигури и така функционира. Трајче велемајстор. Електрониката ја заставате во служба на само една сите потреби на човек. Чисто една веб камера е тоа и со веб камера се решава целиот проблем. Ви тоа така едноставно го кажувате. Меѓутоа, штом ви имаме како човек кој практично ги оживотворува своите пронави, тогаш ви веруваме дека така. Да, и апел до сите иноватори да си отворат фирма и да... Значи, најлесниот начин за практична примена на програмата кој е да имате фирма, да го законите тоа и да можете да го... Да, и после за само 850 денара и го патентирате во Завод за индустријска собственост. Пријавата е смешна цена, 850 денара и имате права, доколку некој почне тоа да го прави на ваш начин, како више си го напишале патент, одите на суд и добивате од тоа процент, добивате награда. Многу корисна средба има денеска со вас. Мислам дека едноставно те работи го прават многу поубав животот. И токму затоа и ветив пред гледачите сега дека ќе ве имаме во студиото, а вие сте многу елоквентен човек, да ни кажете за сите ваши наредни успеси. Фала ви. Благодарам, почитувани, толку во вечерашната емисија во која имав можност да разговарам со доктор Димитрија Ангелков, пронаоѓач и иноватор, професор во училиштето Киро Спанчо Брко, човек кој е еден од ретките кои со своите иновации придонесува за подобра иднина. Благодарам и пријатна вечер.